Почитуван министар, ако може веќе да речам и почитуван, бидејќи имав малку повеќе почит спрема вас, но кога од позиција на министар велите дека еден пратеник лаже, тоа е само огледало како вие како министар лажете. Во времето на владењето на ВМРО ДПМН имаше премногу проекти кои што се спроведени токму со финансиски средства од страна на Европската Унија, од страна на Британската амбасада. Јас во овие 5 минути не можев да ги излистам сите проекти, но лично бев ангажирана како административен службеник во многу од нив. И во следното пратенички прашања, еве доколку вие не знаете да ги најдете, јас ќе се обрзам како пратеник лично да ви ги доставам до вас. А оние што можам во моментов да ви ги наброам е тоа дека имаше КАРЦ проект од 2006 година, не знам дали знаете што воопшто и КАРЦ значи како проект. Понатака имаше ИПА проект 2007 година, ИПА проект 2008 година, ИПА проект од 2009 и 2010 година, имаше проект од страна на ТАЕКС, каде што токму со тој проект, односно со таа финансиска помош од Европската Унија, се направи новиот закон за административни службеници. Оној закон кој што вие сега се обидувате да го осакатите, а кој закон беше донесен токму со финансиска помош на Европската Унија, проект кој што понатака продолжи да се финансира од страна на Британската амбасада. Исто така, почитуван во наводници веќе министер, сакал да ве информирам дека во рамките и во времето на владењето на ВМРО ДПМН се формираше структура од државни службеници кои што беа подготвени и обучени финансиски подковани со финансиски проект од Британската амбасада да спроведуваат обуки во рамки на државната и јавната администрација за реформите во рамки на државната администрација. Но кога дојдовте вие на власт, го укинавте овој проект, бидејќи немавте дополнителни финансиски средства како да ставите во джеб за да продолжи проектот да се финансира. Земете само за пример и реформираното оделение во рамките на Министерството за информатичко општество и администрација, кој што имаше и нови канцеларии и кои што беа подготвени да ги спроведуваат сите реформи, да спроведуваат процесот на оценување во рамките на државната и јавната администрација и не клатете главата, значи не сте запознаени со работата на Министерството. Сте ја преземале работата и должноста како министер без да се запознаете што работи Министерството. Еве проверете во последниот проект, ќе видите дека тие обучувачи кои што беа финансирани од страна на Европската Унија и од страна на проектот на Британската амбасада денес не функционираат, бидејќи вие ги укинавте кога дојдовте на власт, ама толку ви интересираше, зашто повеќе ви интересираше. Само да се докажам реченицата. И она што во извештајот на Европската Она што во извештајот на Европската комисија, Европската Унија во последната реченица е споменато, вели Спасе Глигоров, неспособен кадар, партизиран, донесен во рамките на државната институција, директор во Агенцијата за администрација.